Неизвестност и стравување како ќе помине откупот на пролетната зелка во Струмичко, кој представува предзнак и за останатите реноградинарски култури. Сезоната почна, земјоделците го собираат родот, иако доправа се очекува шпицот на бербата. Речиси сите земјоделци секојдневно ги следат откупните цени. Тешко ќе зеленчук. Тешко сегачка 30 динара, това доколку почнеме ќе изгледа и 10 динари дали ќе. Това може да, не знам как ќе са, не знам што може да биде. Не знам што ќе продажбата как ќе излезе. Са во однос на војната што во Украина, не знам што ќе се случи. Страхуваме многу. Откупните цени од почетните 30 пред една седмица паднаа на 25 динари за килограм, што за земјоделците е неисплатлива наспроти високите трошоци за репроматеријали оваа година. Значи, од 30 до 35 да, добро, ќе може да се работа. Ако не, спрема репроматеријалите што се толку качени, многу тешко. Не знам как ќе излеземе. 30 динара не треба да падне надоле, значи. Ние садаме повеќе за да земеме на колпар. Ако сееме 5 фолии и 10 не може да обстанеме. Значи садаме повеќе количина за да може да имаме за трошкови и да живееме, да платиме давачка, сега е скап живот. Трговците што ги контактиравме велат дека кризата во Украина ќе се рефлектира негативно на откупните цени. Досегашните откупени количини се извезувале најмногу во Полска, Романија, Бугарија и поранешните пазари на Југославија, но се чувствува поборувачката од украинскиот пазар. Најголеми купувачи на зелката, генерално земено, во моментот и години назад е Украина. Алтернативни пазари ние бараме, звониме, меѓутоа сето тоа како ќе се одрази сега во наредниот период, останува да видиме. За 10 дена се очекува шпицот на бербата на пролетната зелка во Струмичко. Паралелно и во опкружувањето во Балканот стасува производството. Сето тоа може да предизвика пат на побарувачката, а со тоа и проблеми со откупните цени на пролетната зелка во земјава.